И убави се овие вежби, чисто реалната слика да се види, а и во нашите предавања кои што ги имаме по школите и по средните училишта имаме реални слики како на вистина изгледа една повреда од петарди, од пиротехнички средства. На вистина тие деца може би ќе биде таа минорна повреда, каде што само ќе поминат со мала посекотина или опекотина, но може да бидат и повреда каде што ќе имаме и трајни инвалидитет или каде што ќе фали дел од прст, дел од шака. Тоа може да биде секој од нас. 155.000 парчиња на пиротехнички средства, што е за 3 пати повеќе споредено со 2024 година. Тоа е добро од аспект на откривачка дејност на Министерството за внатрешни работи, но е лошо од аспект на квантумот на оваков тип на пиротехнички средства кои што ги имаме во рамки на државата. Факт е дека за овој месец досега откако е отворена оперативна акција поврзана конкретно со овие пиротехнички средства, имаме дополнително негде околу над 30.000 парчиња дополнително откриено само во овој месец. Наредниве години да сето тоа го прошириме и го спуштиме на уште пониско ниво, рекол, по училиштата и по градинките. По тоа што ние го согледуваме како Црвен крст, следејќи ги трендовите и нештата околу нас, сметаме дека ваквите кампањи се итекако корисни и вродуваат со плод, затоа што тие веќе придонесуваат за намалување на ваквите инциденти и сметам дека наредните години треба понатака да ја продлабочиме соработката со Министерството и со клиниката,